Почитувани гости, дами и господа, драги пријатели. Добро вечер и добре дојдовте на Свечената академија по повод одбележувањето на 42-та годишнина од формирањето на општина Гасибава. Овој убав, настан и свечен чин го отвораме со интонирање на химната на Република Македонија во изведба на Јане Тонимановски. Општина Газибава од секогаш била убаво место за живење. Распространета на предилните на Скопска Црна Гора и во Скопската котлина, представува значајна алка во функционирањето на градот Скопје. А Советот пак е нераскинлива алка на општината. За неговата работа во изминатава година ќе ни говори председателот на Советот, господинот Тони Бојковски. Повелете. Почитуван градоначалник на општина Газибава, господин Борис Горгиевски, почитувани членови на Советот на општина Газибава, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, Жаклина Пешевска, почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани гости, дами и господа. Дозволете ми на почеток од свое лично име и од име на Советот на општина Газибава на сите жители на општина Газибава да им го честитам 3 ноември, денот на општина Газибава. Почитувани присутни, граѓаните на општина Газибава пред една година ни ја дадоа довербата на фер и демократски избори за да пристапиме кон реализација на проекти во интерес на граѓаните на нашата општина. Со задоволство може да констатирам дека зад нас оставивме успешна година, година исполнета со многу работа, труд и посветеност и година на низа реализирани проекти за подобра Газибава. Најнапред мора да ја истакнам одличната соработка која Советот на општина Газибава и јас како председател лично ја имаме со градоначалникот на општина Газибава Борис Гродиевски и општинската администрација. Родендените и нивното одбележување се моменти кога треба да се погледне назад, но уште повеќе кога ќе треба да се исчекори напред. Овој состав на Советот на општина Газибава е конституиран на 10.11.2017 година со верификација на мандатите на 27 избрани членови на Советот. Како председател на Советот на општина Газибава со задоволство можам да констатирам дека во изминатата година Советот на општина Газибава ја оправда довербата која граѓаните ја дадоа на локалните избори 2017 година. Советот на општина Газибава во изминатата година одржа вкупно 15 седници на кои се донесени вкупно 224 акти за модерна,
просперитетна и преподнатлива по своите карактеристики општина Газибаба, како подобро место за живење на своите жители. Сите одлуки, заклучоци, програми и планови за развој кои во изминатите 15 седмици ги имаме донесено се подеднакво важни за подобрување на условите за живот на граѓаните на општина Газибаба од областа на урбанизмот, локалниот економски развој, енергетската ефикасност, комуналните дејности и комуналната инфраструктура, заштитата на животната средина и природата, културата, спортот, местната самоуправа, социјалната заштита, образованието и така натаму. Исто така сакам да истакнам и покрај мнозинството во Советот на општина Газибаба, кој го има ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, повеќето од одлуките кои Советот на општина Газибаба ги донесе во изминатиот период беа усвојувани едногласно, со поддршка и конструктивен пристап од членовите на Советот на општина Газибаба кои припаѓаат на партиите кои ги немаат мнозинството во Советот. Почитувани присутни, Советот на општина Газибаба и во иднина ќе продолжи да дава безрезервна поддршка на градоначалникот на општина Газибаба со реализација на ветените проекти со кои ја имаме добиена довербата од граѓаните на општина Газибаба. Сакам да се заблагодарам на советничките групи заставени во Советот за коректност и одговорен однос кој го имаат кон Советот на општина Газибаба. Често се соочуваме со различни и спротиставени мислења, но секогаш општина Газибаба и жителите на местните и урбани заедници ни се на прво место. Исто така сакам да се заблагодарам на општинската администрација и лично на градоначалникот на општина Газибаба Борис Ѓорѓиевски за навремено предложените развојни програми во рамките на тековниот буџет на општината Газибаба, кој Советот на општина Газибаба ќе ги донесе. На крај, сакам да упатам порака до граѓаните на општина Газибаба, дека довербата која ни ја дадоа нема да ја изневериме. И во наредниот период ќе продолжиме макотрбно да работиме и да ја градиме општина Газибаба во едно убаво место за живење. Во Газибаба има потенцијал да е вечна општина Газибаба. Благодарам. Му благодариме на председателот на Советот господинот Бојковски, а пак за она почитувани што ја одбележа општина Газибаба во изминатава година ќе ни говори градоначалникот Борис Ѓорѓиевски. Повелете. Добар вечер на сите. Почитувани министри, пратеници, градоначалници, почитувани советници од Советот на општина Газибаба, почитувани председател на Советот, драги соработници. Среќен сум што ја имам честа да ви се обратам денеска кога се одбележуваат 42 години од постоењето на општина Газибаба и една година од функцијата како ја вршам како градоначалник. 42 години Газибаба се калеше, трпеше трансформации, растеше и се урбанизираше, за да биде во чекор со времето и во служба на граѓаните. Секој мој претходник оставил свој белег колку што можел и умеел, со цел граѓаните да добијат убаво место за живење. Во изминативе 365 дена дадов се од себе и максимално се вложив за да се реализираат ветените проекти. Иако на почетокот беше тешко, поради натоложените обврски и проблеми, кои општината ги имаше од претходно, сепак, со многу труд, посветеност и упорност ги надминавме препреките. Во изминатата година, свој белег го оставив со реализација на голем број на проекти, кои се суштинско значење за граѓаните и адаптирани на нивните барања. Работевме во сите населени места подеднакво, од областа на инфраструктурата, образованието, културата, спортот, во кои беа застапени потребите на сите етнички припадности кои живеат на територија на општина Газибаба. За голем број од нив добив едногласна согласност од советниците, но имаше и денови кои нашите размислувања беа спротивни, а седниците траја со часови. И во тие моменти, кај сите нас превладуваше разумот
и сите заедно координирани ги носевме одлуките. Сакам да порачам дека ниту една општина не може да оди напред доколку градоначалникот нема добра соработка со советниците. Ние сработивме добри проекти, но секогаш може да бидеме подобри. Затоа во идниот период посакувам заеднички да се вложиме за доброто на сите граѓани на општина Газибово. Ќе дадам се од себе да ја променам и сликата на пасивноста на администрацијата, која важи не само во општината, туку воопшто за сите институции. Ќе најдам начин службениците максимално да се посветат и мотивираат на својата работа и сите барања на граѓаните брзо да ги завршат, затоа што ние сме тука за граѓаните, а не граѓаните заради нас. И на крај, им благодарам на сите соработници на мојот тим, кои неуморно ме следат, на советниците, на сите бизнисмени, а особено на сите граѓани, без чии идеи немаше да успееме. Ви посакувам убава вечер и заедно да го прославиме денот на нашата општина Газибово. Благодарам. Му благодариме на градоначалникот Ѓорѓевски за обраќањето, а сега да го погледнеме краткиот видеозапис приказната за Газибаба. Лична карта. Приказната за Газибаба. Ти, што ке стоиш на Газибаба, потом че чуј. Одовде јас Скопје сум го гледал, а денот беше пролетен. Од тие кога во меко единство се плетат свежите линии на крововите. Со поглед малце премрежен сум бил одошто молчам, но видовит и јасен, и знај. Јас сетив дека овој повик мој е најсмел заграб во иднината. Со твојот дух е преграб. Јас би рекол и како остра секавица сече век по век тој. И вика, клик, рик, мисли на мене. Општина Газибаба представува локална заедница на урбаните населби Автокоманда, Ченто, која порано го носеше името Сингелич, Маđари, Железара, Хиподром, Керамидница, Триангла и Камлик. И на руралните населби Булачани, Брњарци, Гоце Делчев, Јурумлери, Идризово, Инџиково, Раштак, Сингелич, Смиљковци, Стајковци, Страчинци, Трубарево, Виниче, Дрма, Колонија и Црешево. Кој бил Газибаба? Зошто овој крај на Скопје го носи ова име? Од каде доаѓа името? Значи, во 16-тиот век постоела историска личност, автентична личност, Газибаба, чие вистинско име е всушност Ашик Челеби, а уште го викали Кадибаба. Во 2001-та, кога со сопругата разговаравме зошто баш овде да побараме стан, одлуката беше јасна и беше многу брзо донесена, затоа што се наоѓаме на само 2-2,5 километри до строгиот центар на Скопје. Општината е исклучително добро урбанизирана, има инфраструктура која е веројатно на повисоко ниво од остатокот од градот, достапна е од било кој дел од градот и од тука може навистина за кусо време да отидете вие во кој сакате дел од градот. Општина Газибово за мене представува символ на културна соработка која што треба да биде пример за сите општини на тлото на Република Македонија. Општината Газибаба е навистина еден инспиративен простор, барем за мене зборувам од аспект на творец, на автор. Јас ги наоѓам убавините на секој чекор. На комуна на Газибаба сме двартаите ду. Општина Газибаба е најразвиена општина во Република Македонија, ако збориме економски. Тоа е двигател на економијата во Македонија. Како градоначалник општина Газибаба, ќе водам да биде отворена, успешна општина за сите граѓани. Општина која нема да се соочува со проблемите и сето тоа што недостасува за граѓаните во 21. век.
заслужуваат граѓаните да имаат нов ГИС систем кој што ќе подразбира мапирање на сите надземни и подземни инсталации, сегашни и идни градби, како и вадење на сето тоа што представува имотен лист и документ за идна градба само на едно место. Општината Газибаба со своите локацијски капацитети нуди широка лепеза на развојни инвестицијски можности и со право се вели дека Газибаба е општина лидер на инвестициите во иднината на Скопје. Една од овие атрактивни зони се наоѓа од клучката Хиподром до клучката Сингевич и представува урбанистички план вон населено место за изградба на индустријска зона на локалитетот за обиколница. Тука поминува коридорот на државни патишта и коридорот на примарната сообраќајна мрежа на град Скопје. Кога се предвидува ваков тип на зона, примерно мора да се обезбеди потребната инфраструктура. Тука поминува разводниот гасовод Скопје Југ со заштитен коридор и е планиран приклучок за сите инвеститори без исклучок, со можност за користење на гасот како енергенс. Водоводна мрежа, постоечка и планирана. Фекална канализација, постоечка и планирана. Атмосферска канализација, постоечка и планирана. И секако секундарни патишта, поврзани со примарната сообраќајна мрежа. Што содржи овој урбанистички план за развој на оваа локација? На обележаните локации со сина боја е предвидена изградба на лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта. На обележаните локации со портокалова боја се предвидува изградба на големи трговски единици, така наречени шопинг центри. На обележаната локација со жолта боја, покрај можноста за изградба на големи трговски единици, се предвидени и хотелски комплекси. Со овој атрактивен урбанистички план на општината Газибаба, не само што ќе се урбанизира и разубави овој дел од градот, туку се отвораат можности за нови работни места на населението и ќе се подобри постоечката инфраструктура со планираните зафати. Општината Газибаба нуди вистинска можност за идните инвеститори кои умеат да препознаат иднината на развојот на овој дел од градот Скопје. Предвидуваме нови зеленила и нови паркови. Предвидуваме изградба на нови спортски училишни сали. Едната во основното училиште Вера Јоцич, другата во основното училиште Кирил Методи во Стајковци. Првата вакуум атмосферска и фекална канализација ќе добијат граѓаните од Јурумлери. Исто така, сите населени места кои што во моментот представува проблем фекалната и одводна канализација се наш приоритетен обврска. Тоа се Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, Колони Идризово и село Идризово. Граѓаните овде, јас така ги осеќам, се едноставни луѓе, добродушни, секогаш желни да си помогнат еден со друг. Има некоја обична човечка хармонија во односите што е врвен квалитет во заживењето во едно место. Ако можам по втор пат или трет пат да одлучувам кај ќе живеам, покрај нели детството мое сум го поминал во Охрид и јас сум охриѓанец, тогаш несомнено дека секако по мои сваќања и по мои длабоки убедувања ова е еден од најубавите предели во Скопје. Газибаба е автокоманда, керамидница и железара, а Маđари, Ченто, Стајковци, Виниче се од другата страна. Газибаба е Турбет, парк Шумата и Тумба Маđари. Газибаба е Коле Манев, Бапчорките и Борис Трајковски. Газибаба е фолклор и Куд Јонче Христовски. Газибаба е металург, ФК Скопје и навивачите пирати. Газибаба е гордост која мириса на историја. Романтичен спомен од колективната скопска меморија.
Ова беше краткиот запис, а целото видео, приказната за Газибаба, ќе можете да го погледнете на YouTube каналот на Општина Газибаба. Еден ваков убав вечерашен настан и убав повод и свечен чин, неминовно е да биде проткаен со убави и прекрасни музички звуци и ноти. Вечерва со нас е мандолинскиот оркестар под диригентската палка на професорот Ване Јовчев. Оркестарот е составен од ученици од основното училиште Дане Крапчев од Општина Газибаба, придружувани од мандолинскиот оркестар при Младинскиот културен центар. Вечерашниот солист на обоа е Андреј Петрески. Ќе ги слушнеме со две numeri, музички моменти од Франц Шуберт и Габриелс обоа од Енио Мориконе. Уживајте!
Им благодариме на членовите на мандолинскиот оркестар и на професорот Вана Јовчев за прекрасната изведба. Божица на домот и родот, проткаена со убавина и гордост, господар на животот. Тумба Маџари е нејзиниот дом. Од младо камено време гордо стои и ги заштитува Газибаба и градот Скопје. Таа е мајка над мајките, нашата мајка Божица. За постигнати резултати во повеќе области, за афирмација на општина Газибаба, 7 година поред, општина Газибаба ја доделува наградата Големата мајка. Го поканувам председателот на Советот на општина Газибаба, господинот Тони Бојковски, да додели дел од наградите Големата мајка, која се состои од плакета, статуетка на Божицата Големата мајка и парична награда од 10.000 денари. Некогаш животот ни зависи од една капка крв, од хуманоста на многу луѓе кои се подготвени да дадат дел од себе. Таков човек е и нашиот сограѓанин Мичо Стојановски, вработен во ЈСП Скопје, кој има дарувано крв околу 90 пати и ја добива наградата за хуманост и солидарност. Наградата во негово име вечерва ќе ја подигне председателот на Општинската организација на Црвениот крст на Газибаба. Повелете. Наградата за заштита и унапредување на животната средина ја добива Марио Трајковски, студент, волонтер, соработник при кариерниот центар на Факултетот за земјоделски науки и храна и еко-волонтерскиот клуб како неформална група на делување на територијата на општина Газибаба и автор на платформата Градиме здрава, зелена и безбедна иднина 2015-2020, иновативно-креативна платформа за одржлив развој на општина Газибаба. Во оваа прилика не можеме а да не споменеме дека сме горди што во нашата средина работат и делуваат успешни млади луѓе. Повелете. Наградата во категоријата Млади и спорт ја добива Викторија Тодоровска, член на селекцијата на Скијачката федерација на Македонија со најдобри ФИС резултати во историјата на нордиско скијање во женска конкуренција. Учесник на балкански, европски и светски првенства и учесник на зимските олимписки игри во Пјонгчанг, Јужна Кореја 2018 година во нордиско скијање и биатлон. Член е на клубот за нордиско скијање и биатлон Ски Рис од општина Газибаба. Тука со нас се и председателот на клубот Жикица Јовановски и тренерот Борче Јовановски, кои покрај желбата, работата и упорноста на Викторија имаат голема заслуга за нејзините резултати. Повелете. Наградата во категорија на невладин сектор ја добива Сдруженијето на граѓани младите за Асоциација на општествен развој Скопје, организатор на традиционалниот турнир Стрит баскет, единствен настан од ваков тип кој се организира во автокоманда и секоја година станува се помасовен. Турнирот кој е празник за младите влијае позитивно на социјално-општествениот живот на граѓаните, како и поттикнување и зајакнување на спортскиот дух кај младите. Со нас е Фоти Стефанов, член на Асоцијацијата Младите за. Им честитаме на досегашните добитници на наградата Големата мајка, а на председателот на Советот му се заблагодаруваме што ги врачи овие награди. Пред понатаму да продолжиме со доделувањето на наградите на останатите добитници, повторно ве оставаме да уживате во убавите музички звуци. Со нас вечерва се членовите на групата Синтезис,
кои со својот репертоар и со своите настапи се препознатливи и познати не само во нашава земја, туку и многу пошироко надвор од границите на Македонија. Повелете!
Им благодариме на членовите на групата Синтезис за ова прекрасно музичко доживување. Продолжуваме, почитувани драги гости, со доделување на наградата Големата мајка на уште неколку добитници, кои што ќе ги додели наградите градоначалникот Борис Георгиевски. Го поканувам, повелете. Наградата во категоријата образование и воспитание се доделува на одделенскиот наставник Ибе Мустафа, вработена во Општинското основно училиште 25 мај, соработник за подготовка на повеќе методологии за изработка на учебници по албански јазик, рецензент на учебници по албански јазик, учесник во голем број проекти од областа на образованието. Повелете. Наградата во категоријата култура ја добива Роберт Ангеловски, долгогодишен музичар, теоретичар и педагог со богато музичко искуство за кое има добивано голем број признанија. Заедно со Ивана Чаловска, која е исто така долгогодишен уметник, го формираат фолклорниот ансамбл Седенка во Булачани, во кој членуваат над 100 деца. Во рамки на ансамблот функционираат 3 секции – играорна, инструментална и пејачка. Повелете. Наградата во категоријата спорт ја добива Дејан Стојановски, кој оваа година се стекна со една од највисоките тренерски светски титули ФИДЕ тренер. Со шах се занимава од својата 9-та година и оттогаш е член на европскиот шампион Алкалоид од Скопје. Има постигнато голем број врвни резултати, а ние во интерес на времето ќе наброиме само неколку од нив. Повеќекратен јуниорски и младински првак на Македонија, светски младински првак во брзопотезен шах до 18 години, освојувач на голем број меѓународни турнири во светот. Од 2010 година работи како тренер во шаховскиот клуб Алкалоид и во моментов е еден од најдобрите светски тренери. Има создадено повеќе од 10 јуниорски шампиони на Македонија. Работи и за швајцарскиот клуб Сент Гален, каде има создадено повеќе од 5 јуниорски шампиони на Швајцарија. Повелете. Посебна плакета се доделува и на Анита Ангеловска, главен координатор во проектот Градиме заедничка иднина, проект наменет за поддршка на мултикултурализмот и поттикнување на меѓуетничката интеграција на општината. Овој проект се реализира во сите 11 општински основни училишта во Газибаба со над 100 вклучени наставници во проектот и над 400 ученици. Им честитаме уште еднаш и на овие добитници на наградата Големата мајка. На градоначалникот му се заблагодаруваме што ги додели наградите. Почитувани драги гости, овој официјален дел од Свечината академија по повод денот на општина Газибаба го заокружуваме со настапот на квартетот Пламенка Трајковска, кој што ќе ни се представат со изведба на номерите Малите лебеди и Виктори. Уживајте повторно во преубавата музика.
Им благодариме на квартетот Пламенка Трајковска и членовите на танцовиот спортски клуб Ритам Плюс за прекрасната изведба. Со нивниот настап го завршивме официјалниот дел од вечерашната прослава за денот на општина Газибаба. Ве поканувам на неформално дружење и на самиот крај само уште еднаш. Нека ни е честит денот на општина Газибаба. До нашата повторна заедничка ваква убава средба за убав повод и настан ви посакувам да останете во добро здравје и добро расположение.